Мехмет Назам Ран, попознат како Назам Хикмет, бил турски поет, драматург, романописец, сценарист и комунист. Од современиците и биографите уште бил наречен како романтичниот комунист или романтичниот револуционер. Назам Хикмет бил роден во Солон во 1902 година, каде неговиот татко служел како службеник на отоманската влада. Тој имал турско потекло по таткова страна, а германско, полско, француско, грузиско потекло по мајчина страна. Во космополитското семејство Назам Хикмет се споил нераздвојно со напредните идеи, поради кои поголемиот дел од својот живот го поминал во затвор или во екзил. Уште пред да започне со основно образование, неговото семејство се сели во Истанбул. Назам Хикмет во 1918 година дипломирал на престижната гимназија Галатасарај. Но Октомвриската револуција и крајот на Првата светска војна значил почеток на неговото инволвирање во борбата за национално и социјално ослободување. Имено, иако најпрво бил широкоградо прифатен од страна на Кемал Ататурк како поет на отпорот против империалистичката инвазија врз Турција од страна на силите на Антантата, сепак набрзо подоцна конзервативната власт тргнува против довчерашните сојузници во борбата за независност – комунистите. Така, на 7 мај 1931 година првпат се соочил со изрекување пресуда по покренато обвинение за ширење на забранета комунистичка пропаганда во Турција. Откако првично бил осуден на 6 месеци како еден вид опомена пред изрекување построга затворска казна по одслужување на казната, тој во делот на својата творечка револуционерна дејност продолжил од каде што застанал. Повторно бил затваран, па ослободуван се до 1938 година, кога бил прогласен за виновен за поттикнување воен бунт и осуден на 13 години и 4 месеци затворска казна. Истата година добил уште една затворска казна од 15 години за внесување принципи на социјализмот во вооружените сили со цел трансформирање на земјата во комунистичка држава преку револуционерно вооружено движење. Вкупната затворска казна по овие основи изнесувала 28 години и 4 месеци. До 1950 година Назам Хикмет ја отслужувал затворската казна во различни затвори во земјата, во Анкара, Бурса, Истанбул и на други места. Во 1950 година започнале протестите против турската влада со кои се барало негово ослободување. Во солидарност со својот пријател и колега тројца турски уметници, во тоа време Орхан Великаник, Октай Рифат и Мелих Джевдет Андай започнале штрајк со глад. Воедно, Назам Хикмет ја добил и неопходната интернационална поддршка за зголемување на притисокот врз турската влада, кампања во која предничеле Алберт Ками и Жан-Пол Сартер. Назам Хикмет бил ослободен по овие протести, но не се задржал долго во Турција, туку следната година пребегнал во Советскиот сојуз, каде продолжил со својата творечка револуционерна дејност до смртта во 1963 година во Москва. Тој е еден од најпознатите турски поети, чија поезија е преведена и препеана на над 50 странски јазици.